Јас сум Сузана Милиќ, сопственик на специјализираната продавница за играчки за возрастни Valiant. Табуа постојат, мислам, не само во Македонија, постојат насекаде по однос на одредени теми. Значи, не нешто дека ние сме специфични, посебни, назадни, дека само кај нас владее тоа патриархалното, а секаде по светот не. Приказната ни е малку поинаква, што малку луѓето тука знаат да бидат пооптеретени со оној аспект двојниот морал, кого како го оптеретува или не. Бидејќи ако сите ние гледаме на сексуалноста како нешто срамно, тогаш и себе си кога ќе се погледнеме во огледало треба така да се чувствуваме. Придобивка на едно општество е да има сексуално здрави генерации. Ако сите оние кои што од времето на пубертетот треба да созреат како сексуални здрави личности, кои што треба да размислуваат за своето сексуално здравје, за своето потомство и идните генерации, факт е дека треба да има. What makes me a man and what makes mom a woman? You have bigger hands. The place between the mommy's legs. Oh, the vagina, right? The vagina. You know, it's called the vagina. Почитувањето на различностите исто така. Значи, никој не ги измислил маргилизираните групи во нашето општество. Нити па тие се создадени овде кај нас, нити се некаде, ниту некој од нас ги воспитува своите деца да бидат девијантни. Меѓутоа, ако дадеме една широка слика, ако може да делуваме да се изградат како здрави и во поглед на сексуалноста личности пред се, тогаш факт е дека е потребно и тоа една убава експертиза. Зборување за сексуалноста треба да има првично во домот, ако станува збор нели за однос родител-дете. Второ, информации мора да има. Фактот дека сме напреднале, ако некогаш некој му било срам да се изрази во однос на неговата состојба по типот на сексуалност и не знаел да каже што е предвремена ејакулација, што е проблем со потенција и се обидувал некако со нечиви коментари или со некој пријател да дојде за да праша дали има конкретно некаков таков производ или каде би се обратил истиот човек, жена, небитно, за тој проблем. Верувајте дека има многу голем напредок. Исто е дали зборуваме за некоја болест која што го мачи нашето тело или станува за нешто за што забележуваме дека во однос на нашата сексуалност нешто не функционира како претходно. Првично луѓето не го сакаат пристапот дека станува збор за нешто што треба да се третира, дали е потребна терапија, дали значи нешто што сексуалноста фактички ја одложува на некој подолг временски период. Нели сите влегуваат во шема дека треба да се прима терапија, тоа е долгорочен процес. Меѓутоа, свесноста кај луѓето е променета. Ако направиме ретроспектива, какво било однесувањето на нашите посетители и клиенти, како и да ги кажеме, значи пред 17 години и денес, верувајте дека има многу голема разлика. Типот на клиентелата е различен во однос на побарувањата кои што ги имаат и пристапот е различен. Сега, од оној момент каква била првичната реакција, можеби некој пред 17 години 5 пати дошол и се вратил. Некој останал само да дзирка од надвор што има позади завесата. Во тоа време беше хепенинг кога некој ќе дзирнеше дека има компјутер. Значи, скроз различно време тоа пред 17 години и денес. Меѓутоа, срамот, верувајте дека останува онаму од моментот кога веќе сте одлучиле да влезете внатре. ЛГБТ заедницата кај нас, хомосексуалноста, травестизам, маршот на сексуалните работнички, се тоа е само зачеток или е дел на некој бунт на оние
кои што имаат право да се чувствуваат дека се загрозени, бидејќи се уште стравуваат да го кажат она што навистина се по однос на сексуалноста. Имаат потреба, меѓутоа знаат дека не смеат, бидејќи се чувствуваат дека се обележани во нашето општество. За разлика од некои многу понапредни земји каде што не е срамно дека градоначалникот е хомосексуалец, дека се случуваат такви собири и останато. Меѓутоа, на нашата земја ќе и треба многу време за да не бидат обележани, за да не стравуваат дека можеби нема да бидат на работа утре. Сите ние познаваме многу такви личности кои што се успешни во своите професии, кои што се прекрасни како личности изградени, и сметам дека по типот на одбележување и вреднување на некого според тоа со кого и како сексуално општи е тотално погрешно.